Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во директно на Тера телевизија. За многу прашања битни од нашето секојдневие, вечерва мој ваш гостин со кој ќе разговарам е Наум Стоилковски, портпарол на ВМРО ДПМН. Господин Стоилковски, добре дојдовте во директно на Тера телевизија. Добро ве најдов, за прв пат сум тука и многу пријатно се чувствувам. Да, нема кој не ве знае, следејќи ги нели секојдневно информативните вести, односно информативните содржини по и националните телевизии, нели преку пресконференциите, бидејќи во нашава земја, во Македонија, факт е дека луѓето најмногу сакаат да гледаат политика. Тоа не е малку проблем? Тоа не е проблем за луѓето, не е проблем за медиумите, тоа е проблем на власта. Затоа што со незините чекори со кои што него подобруваат квалитетот на живот на граѓаните, напротив им создаваат се повеќе проблеми. Апсолутно дека граѓаните се повеќе насочени кон политиката, затоа што нема една сигурност во она што, да речеме, има кампања со програма, има избори и луѓето очекуваат тоа да биде реализирано. Кога доаѓаме во моменти дека секој ден се случуваат нови и нови, слободно ќе се изразам, глупости, небулози и скандали во милиони евра изразени, апсолутно дека луѓето очекуваат да видат што е тоа што денот ќе им донесе, а ќе им го загорчи животот во иднина. Само како еден пример ќе кажам дека само во неколку години Македонија се има задолжено преку половина годишен еден буџет, ако земеме предвид дека буџетот достигна во едни идеални мерки кои што ги создаваше СДСМ, требаше да достигне до 4 милијарди, а веќе над 2 милијарди сме задолжени со оној долг што сакаат да го направат за новиот клинички центар. Веќе ќе дојдеме до еден реален буџет на Република Македонија кој што граѓаните ќе треба да го вратат од свој џеб, а парите не ги гледаме каде завршиле. Да. Често луѓето кога се споредуваме со западниот свет велат дека има земји каде што дел граѓаните не знаат ни кој е министер за надворешни работи, ни кој е премиер и така натаму, значи ретко кој министер за надворешни работи дозволува да биде навредувана неговата држава и да бидат навредувани неговите граѓани, ретко кој министер за надворешни работи подпишува договори кои што се на штета на идентитетските прашања, на културата, на посебноста на тој народ, па веројатно имаат поголема доверба кон интегритетот на министрите за надворешни работи, како и на министрите, да речеме, дали било за европеизација или чекорите кон Европската унија, уште повеќе кон премиерот, да речеме, на државата или пак оној што седи во претседателската фотелја. Тие луѓе таму помалку се занимаваат со политика, кај нас политиката е како добро утро, добар ден и добро вечер. Значи нема ден да помини без голем политички настан, дали за фокусирање или за дефокусирање на јавноста. Дополнително оваа корона криза ги седна луѓето се повеќе во своите доми. Не мислите дека живееме во еден свет со постојано притисоци од секој аспект? Малку луѓето не мислите дека треба да одморат од политика? Од секојдневната политика, од политичарите? Па сега, ако заради политиката и она што значи незнаење што да се прави, па се воведува полициски час, ако сме црна дупка на онаа карта на имунизација на светот, која што постојано се обновува и се обновува, ја пуштаат светските медиуми а изработена од Светската здравствена организација и од други релевантни институти, тогаш апсолутно дека граѓаните ќе бидат се повеќе и повеќе политични, на што предмалку го кажав. Ако сите држави се стремеа да направат имунизација на населението, а Македонија се уште блескаше во наводници, ако министер излегува и вели ние не трчавме по вакцини затоа што не сакавме граѓаните да речат дека ние сакаме од нашите граѓани да правиме опитни глувци, тогаш апсолутно е во ред да граѓаните бидат што по предпазливи кон следните чекори на
ова, би рекол, забегана власт. Сега имаме полициски час, нови мерки, дополнителни нема. Сега имаме само останува... едно адхок решение во недостаток на оно што требаше да се случи. Македонија требаше веќе да почне процес на вакцинација, на имунизација, требаше да почне еден процес кој што ќе ја врати за вакцинацијата малку подолу. Економијата ќе ја врати во некоја нормала. Што правиме со полициски час? Го решава тоа проблемот? Па прашањето ми е ланската година кога се ширеше заразата, немавме полициски час, нели, на самиот старт. Па им беше потребно заради избори, корона Потоа, избори. кога се бројките такви какви што беа, нели, по 100-200, па се воведе полициски час, во ноември месец ланската година, кога го имавме пикот, па немавме, нели, такви рестрикции. Па, ама имавме локални избори во Штипи и во Пласница. Значи, видете, на ова забегана власт, апсолутно си дозволувам да кажам забегана власт, затоа што незините чекори воопшто не соодветствуваат со реалната состојба во државата и реалните потреби на граѓаните. Ако вие си играте со полициски час, тогаш кога вам ви е потребно како некој излезна мерка за некакво спречување на социјален немир, затоа што нема вакцини, затоа што се повеќе граѓани умираат, затоа што вирусот се шири целосно неконтролирано, затоа што прибегнувате кон полициски час затоа што гледате дека вирусот не сопрел сам од себе, а економијата не процветува, апсолутно дека треба да има една таква. Не е ова власт која што се грижи за граѓаните. Тоа е едно кратко видување за состојбите во Македонија. Во целост, кажете ми вие дали не е забегана оваа власт ако незини министри, членови на владата и високи функционери и блиски соработници на Зоран Заев во функција на премиер во моменти на најголема криза кога сите трчаат да најдат наводно вакцини, они одат на годишен одмор и кој во Дубај, кој во Мексико. Знаете ли вие колку чини одмор во Мексико? Со семејство на една недела. Во исто време, заради корона криза, среде корона криза, блиски луѓе на СДСМ кои што се имаат фабрики во Штипи исплатуваат плата, ја не знам како им поминува таа плата од 2 денара на вработените. Плата ли е 2 денара? Месечно примање од 2 денара. При тоа, сите тие стопански гранки почнуваат да изумираат, едно затоа што не може да функционираат во корона каде што не се имунизирани, односно секој ден се шири вирусот се повеќе и повеќе, второ затоа што самите држави кои што беа нарачатели на она што се произведува во тие економски гранки, си ги затворија, си гледаат за своите фабрики, за своите граѓани да имаат бенефит. Апсолутно тука станува збор за една целосно забегана власт. Тие ќе велат опозицијата е крајно неодговорна и работи на штета на здравјето на граѓаните преку блокирање на законот во собранието, преку измислување на, како што вели Филипче, приказни кои немаат никаква врска ни со вакцините, ни со Па немаше никаква врска и неговата градба, односно неговиот ангажман во градежниот бизнис, меѓутоа растат негови згради низ Скопје, растат наводно. И ние не гледаме ништо од тоа. И колку нивниот збор е насочен кон тоа дека опозицијата го блокира парламентот, јас ќе ве прашам дали не е блокада за работата во парламентот ако се одбиваат законски решенија поднесени од опозицијата, се одбиваат амандмани поднесени од опозицијата, се носат законски решенија по скратена постапка прескокнувајќи го сиот оној нормален редослед и отварање дебата за подобрување на законскиот предлог текст во собранието. А кога му треба на Зоран Заев, на копче сите се присутни во собранието за да може да си го продолжи својот личен век, а не на министрите, бидејќи јасно е дека ако нема интерпелација за цела влада, може да има интерпелација за одредени министри. И на крајот на криштата, зар не е блокада на парламентот, ако во минатиот собраниски состав, само ви правам, бидејќи сега ви правам компарација, бидејќи сега се поднесуваат интерпелации, еве за Филипче е поднесена во оваа недела, во минатиот состав на парламентот, во минатиот владин состав, беа поднесени 8 интерпелации, само 2 беа разгледани.
се ставаат во фиока и се оставаат да помине време. Па ние кога ќе ги разгледуваме интерпелациите, да речеме, за Лјупчо Николовски, кога ќе се врати од Дубај, или треба да помине и овој скандал, па после тоа да го разгледуваме? Или пак за Мариќич, или пак за Филипче? Кога ќе се вратат, ќе одат во директен карантин? Па, кога ќе се вратат, и ја би ги испратил прво на сослушување во јавното обвинителство, да речеме, доколку се осмели да излезе од скутот на Заев, односно од пупката на Заев и да отвори предмети за едниот и за другиот. За едниот има скандал за набавка на софтвер кој што е некорисен, односно стои за џабе повеќе од 8 месеци, а за тоа се дадени буџетски средства, независно од сумата колкава е, додека пак Лјупчо Николовски го обвинуваат, постои обвинување едно во јавноста, бидејќи јавното обвинителство не обвинува никого за висока корупција и членови на владиниот кабинет, за набавка и едноставно исчезнување на увезен тутун, каде што биле негови блиски и роднини вмешани во тој скандал. Пратеничката Бисера Костадиновска Стојчевска, реплицирајќи му на пратеничката на ВМРО ДПМН Лозановска од Битола, подносно тоа како власта се справува со кризата или меѓусебните обвинувања, вели ВМРО ДПМН треба да одлучат дали има вирус, нема вирус, веруваат во вирусот, не веруваат во вирусот, блокираат, одблокираат. А сега само вака ја би реплицирал од овдека, дали таа вели дека се справуваат со вирусот или не се справуваат со вирусот, бидејќи јас колку што гледам, не се справуваат со вирусот. Не се справуваат со вирусот. Зошто дали се донесени вакцините? Затоа што, еве јас, по мое, ќе дадаме на слободна оценка, дека оваа влада е најорганизираната антиваксерска група во светот. На грешка до сега ќе најде вакцини и ќе донесе во Македонија. На грешка. Од Pfizer добивме преку Србија и руската. И јас ви велам, што добивме? Што добивме? Колку луѓе се имунизирани? Пак ќе се вратиме на оној дел со полицискиот час. Што се случува во образованието? Дали знаете дека во образованието, да речеме, еве полека почнува и таму да навлегува се помасовно. Да речеме, училиште во Скопје е затворено дури и за оние деца од прво до трето одделение за кои што постоеше редовна настава со посета со физичко присуство, затоа што сите наставници се болни. Затоа што вирусот се повеќе и повеќе ги зафаќа и децата. Вирусот особено мутира. Британскиот, тоа има случаи во Битола кај што се појави во училиште. Пазете се, вирусот измутира веднаш уште кога се појави. Имаше, нели, во Јужна Америка еден, во Африка втор, азијатски, европски, имаше различни видови на вирус. Мутира вирусот, се прилагодува вирусот. И сега секоја сериозна влада си презема мерки за да може да го имунизира своето население. Што правеше македонската влада? Ние се уште немаме одговор за тоа кога ќе ги добиеме вакцините, иако денови слушнавме информацијата дека од кого да добиете? Сега вака, дали за вас одговорот даден од Зоран Заев или од Венко Филипче за вас е релевантен сега во овој момент? Тие велат не сакаме да споменуваме термини, јас се може да дали за вас би значило ако ви кажат ќе дојдат за 10 дена. Да, ама тие тоа не го кажуваат сега, велат не можеме да не, они го кажаа тоа, го кажаа во октомври, го кажаа во ноември, требаше да дојдат сега се внимателни требаше во да дојдат. Сега не се внимателни. Внимателни се во прецизирање на рокови, бидејќи нели испуштивме многу рокови од тоа што беше кажано. Сега СЗО потврди за телевизија 24 рокови. Јас тоа го сметам за лага. Затоа што ни еден релевантен документ не беше покажан. Ниту од Pfizer, ниту договор со некои други. Документите кои што беа покажани во јавност покажуваа нешто друго. Нека оваа власт не трчала по вакцини, оваа власт трчала по провизии. И тука е главниот проблем. Каде ќе падне провизија, од таму ли ќе дојдат вакцини? Еве прашувам, бидејќи јас не можам повеќе да верувам на овие. Не е тоа релевантна институција од која што вие може како новинар да се потпрете. Каде се вакцините каде се вакцините што требаше да дојдат од Софија? Венко Филипче беше во Софија. Грција, нели Ветија, Австрија. Од таму не беше пренесена целата информација од тимот на Венко Филипче. Они рекоа кога ќе пристигне вакцината во Софија, дел ќе биде испратена во Македонија. Додека
Ангелчин нам се викаше министерот за здравство во Бугарија, човекот му е читав изјавата на бугарски медиум, бидејќи не можем да се потпрем на релевантноста на изјавата на Венко Филипче. Човекот вели, кога ќе завршиме со имунизација во Бугарија, доколку ни остане и доколку смееме да ги дадеме, значи имате ако, тогаш ќе ги дадеме во Македонија, ќе помогнеме во имунизацијата. Но и европските земји се соочуваат со тој голем проблем на непристигнување на вакцини, на тоа се повикуваат и нашите власти. Сега телевизија... Нашите власти се повикуваат на се што во моментот им одговара. Фактичката ситуација е следна. Од октомври се лаже дека еве го каде започнува имунизацијата. Од октомври се започнува не само со имунизација, него целиот систем треба да се потпре да функционира во едни, да речеме, вонредни услови или нови услови, нели е ново нормално. Планот за имунизација го направија, фрижидерите ги подготвија. И што направија со сето тоа? Меѓутоа вакцините ги немаше, сега AstraZeneca над 100.000, телевизија 24 јави, повикувајќи се на СЗО и на тој ковакс систем. Видете, знаете ли до која ситуација сме дојдени? Од AstraZeneca, нели голем дел земји вел дека ние ги ја прекинуваме вакцинацијата заради одредени успоредби. Знаете ли до кој степен сме дојдени? Председателот на ВМРО ДПМНЕ, лидерот на опозицијата, председателот на партијата на најголемата пратеничка група во собранието, со месеци порачуваше да ќе се вакцинирам со било која вакцина која што ќе ја донесе оваа власт. Човекот заврши на инфективна клиника. Со денови се бореше. Го помина пеколот кој што го поминуваат сите граѓани во Македонија кои што заглавуваат на инфективна клиника. Човек здрав, кој што спортува, го следите по нели фејсбуци и социјалните мрежи редовно, планинари, води здрав живот, заглави на инфективна клиника со не знам какви се диагнози, заради тоа што оваа власт не презеде ништо за имунизација. Да, тој сепак го пофали тимот на лекари и медицински персонал. Не е до лекарите, лекарите ќе направат се, лекарите немаат вакцини. Зошто сега ние ќе добиеме AstraZeneca кога во голем дел од Ајде да добиеме прво. Ја ви велам, додека не дојдат. А прашањето ми е, во моментот добивам информација преку телевизија 24, повикувајќи се на извештај од СЗО, дека добиваме вакцина AstraZeneca која во голем дел од земјите се откажува. Видете сега, и вие велите добиваме, и со самото тоа влегувате во една игра која што е почна Министерството за здравство, избегнувајќи го зборче овакво сврникот членувањето ке, нели, за формирање на идно време. Ке добиеме. Тоа ке кај нас трае од октомври. За на крај да излезе министер за одбрана и да рече, ама ние не почнавме и не баравме за да не излезе дека ние ги правиме опитни глувци нашите граѓани. Да, сега кога сите велат, еве, самите констатиравте дека AstraZeneca нели станува нешто за кое што и Европската здравствена асоциација, односно телото, вели ние ќе го провериме, уште една проверка ќе направиме, мислам дека вчера го видов или утрово тоа. Сега што правиме? Сега дали ќе излезе Радмила Чекерински и ќе рече, епа ние сега ве правиме опитни глувци затоа што се додека не заврши ова, ние ќе ве вакцинираме. Доколку пак ќе земам, значи правам отставка, доколку започне имунизација на население. Градиме имунитет на стадо? Молам? Градиме имунитет на стадо? Не знам на што некои така велат дека нели Шведска тоа се обиде да го направи, меѓутоа не помина сите тие. Мислам дека ова прашање треба да го поставите на Венко Филипче доколку го пронајдете некаде, бидејќи беше главна звезда, нели, и си нарачуваше аплаузи преку тераси, прозори, балкони и каде се не. Мислам дека треба ова прашање директно нему да му го поставите, дали Македонија ќе стекне имунитет на, како велите, на стадо. Не, добро, поставите му го нему ова прашање. Дали воопшто, нели, ако има вакцини. Зошто ги обвинувавте дека со мерките што ги преземаа за помош на економијата, на јавната потрошувачка, дека купуваат гласови? А дали вие видовте нешто од тие мерки? Што е резултатот од тие мерки? Ние имаме
десетици илјади оставени без работа. Ние имаме затворени компании, ние имаме затворени работни места, ние имаме цели бизнис сектори кои што стравуваат, кожарската, шивачката, било кој сектор, еве го угостителството, туризмот, огромен број на гранки, услуги. Зашто Битики вели на моето прашање за тоа дали се ова мерки за спас на економијата, тој вели не, ова петтиот сет мерки се мерки за закрепнување, односно придвижување на економијата. Од четвртиот пакет мерки. Закрепнување од четвртиот. Не, јас сум малце малициозен, меѓутоа на вистина видете. Сега тие ја придвижуваат економијата. Ако ги следите изјавите на Битичи и ако ги следите изјавите на Зоран Заев, ќе видите една тотално разногласие, неусогласеност ниту на бројки, ниту на она што се презема со економскиот така наречен сет на мерки, бидејќи ниту е економски, ниту е мерки, ниту е сет. Не помага никому. Не помага реално никому. Пари летаат во ветер. Тие велат опозицијата, вратете се, одблокирајте го законот да добијат плати вработените преку нели тие мерки за исплата на минимална. Секогаш прстот го упатуваат кон вас. Па, видете се, кој е мнозинство во парламентот? Сега да бидам дрзок. Кој е мнозинство во парламентот? Второ, велиме, пакетот мерки не соодветствува на она што е реална ситуација. И тоа го правевме уште од првиот пакет мерки. Значи, да се подсетиме, ќе ве вратам сега цела година назад. Нина Ангеловска беше министерка, професорот Трајко Славевски, од ВМРО ДПМН, како член на извршниот комитет, седеше на една дебата, каде што тие двајца дебатираа и укажуваше што треба да се почне да се прави. Тоа беше некаде средина на февруари месец всушност, а таа велеше ние блескаме, ние имаме ликвиден буџет. Да на крај завршиме во рецесија. Цело време се прават пакети мерки кои што не се ништо друго, туку купување на социјален мир, фрлање на залци, а од тие пари фактички ние реалната ситуација не ни се подобрува. Ако вие не преземете мерки да економијата почне да работи тој мотор, нели, да почне да произведува, да врти, да има обер, да има пари и само фрлате пари во него, што правиме ние тука? Што правиме ние тука? Се придвижува ли економскиот мотор? Пети пакет мерки, пети. Тука не правиме разговор за задржување на работни места, за отварање на нови, за некакво прешалтување на определени сектори кои што ќе можат да се прилагодат на определена економска ситуација, да речеме, дали шивалните. Сега правиме еден поглед поширок. Која македонска компанија произведува маски, да речеме? Или се увезуваа бидејќи немаше ни маски? Дали се размислува во некаков правец или едноставно да се фрлат парите од буџетот за да отидат во ветер? Па еве, може би не во ветер, ама во Охрид, во Преспа, во Дојран ќе одат повторно граѓаните преку таа најавена мерка нели за ваучери за туризам. На тој начин велико помагаме туризмот. Или сега знаете што, тоа е вака как убаво звучи да се помогне, а од друга страна ќе ги гледаме повторно како на огласи се даваат менувам 2 ваучера за кеш, за да може да се преживее месецот. Луѓето остануваат без работа. Знаете ли, реалната бројка на невработени колкава е? Реалната бројка на луѓето кои што во овие 2 години останале без работа, а не се вработени во администрација, која што се полни со партиски војници на власта, реалната бројка од реалниот сектор кои што се оставени на улица е на пола од оние жртви на транзицијата низ цела деценија во 90-тите години, кога згаснаа сите фабрики. Вие дали знаете колкава бројка е тоа? И таа бројка се обидуваат да ја скријат. Единствено нешто што таа бројка ја покрива е масовното иселување од Македонија, но и сега и таму не цветаат розите, па се враќаат назад затоа што и таму нема работа.
Огромна е бројката на луѓето кои што ги загубиле работните места. Огромна е бројката на оние мали и средни предпријатија кои што затворија, кои што носеа леп на најранливите категории. Тука збориме за оние основно средно образование кои што тешко се пробиваат на пазарот на трудот. Што се презема за тие луѓе? Дали Зоран Заев лично рече предпријатијата мали и средни, оние до 5 до 10 треба да затворат? Ние нема да ги чуваме нив. Па тоа се најголемиот број на луѓе кои што компании кои што вработуваат токму такви социјално ранлива група на граѓани кои што не можат да се снајдат на пазарот на трудот. И каде е тука реалната и тоа е едниот момент. Прашањето во собранието е прашање на мнозинството. Дали ке сака машинерија, тоа е тоа што го посакуваат. Ја префрлаат топката, а всушност не е така. Сакаат машинерија да донесат предлог закон, предлог мерки, не знам дали било од тој пакет мерки се и она новиот клинички да се дозадолжиме. Уште толку, па после тоа ќе видиме дали ќе има. Да, за собранието и политиката таму околу мнозинството ќе зборуваме во втори дел ова емисија. Економијата и здравството ги опативме во првиот дел, како стигнавте до Битола, лесно? Патот убав? Па, за жалено 3 часа од Скопје до Битола. Да. Ете, толку треба, а ако земеме воздушна линија, мислам дека немаме ни 90 километри помеѓу Скопје и Битола, ако сметам дека знам дека до Прилеп воздушна дека е 70. Да, Скопјани често ни велат дека Битола нема аеродром. За патиштата и инфраструктурата, покуса да пауза за реклами, останете со нас. На програмата на ТР следите директно. Мој ваш вечерашен гости Наум Стоилковски, портпарол на ВМРО ДПМН. Економијата во контекст на корона кризата ја зборувавме во првиот дел од емисијата. Она што е исто така битно за развој, односно за добра економија, тоа е патната инфраструктура. Патиштата до Битола се такви какви што се. Темата со автопатот беше актуелна на предвремените парламентарни избори и кај владеачката партија и кај опозицијската. Зошто Битола досега нема автопат, ако знаеме дека на пример за Штип нели се направи, се прави киче во Охрид, за кој ќе речат ВМРО ДПМН го искриви, па са ние го правиме. Потоа имаме гости Вртетов, имаме кон Гевгелија. Битола никогаш не дошла на дневен ред, иако во целово изминат период, генерално, главно, министрите за транспорт и врски било од која партија, биле од овој регион, најчесто од Прилеп. Прво ќе ве подсетам за автопатот кон Прилеп Битола. На 96-та година и онаа лопата која што се уште стои некаде кај Велес, кај бензинската пумпа кај Велес на СДСМ, Бранко Црвенковски тогаш како лидер на СДСМ, како фрли една лопата, ја стави во земја и се уште стои таму од тој автопат кој што требаше да биде навака. Морав да подсетам за да се вратам на уште нешто, а тоа е како да знаев дека ќе ме прашате за патот. Добро, автопатот беше главна тема на претходните избори. Страница 51, агенда 2024. Нашиот план е продолжување на 10-годишната стратегија за развој на патната инфраструктура, модернизација и безбедност да не ги редам сега тука. Конкретно се обврзуваме да градиме и изградиме следните автопатишта во должина од 260 километри. Велес, Прилеп, Битола. Има нешто? Почеток на работа? Нема. Застанати се работите некаде пред Плетвар. Одиме понатаму. Клучни инфраструктурни проекти за следните 4 години, страница 71. Изборната програма на СДСМ. Влез во Битола од страна на Охрид, патот Битола Меджитлија, реконструкција на клиничката болница Битола, односно доградба. 2017 година, Наташа Петровска кампања. Ке направиме гасификација по примерот на Струмичани, паркови, велосипедски патеки, нели, со се топлификација. Кирацовски, тогашен генерален секретар 2017 година на СДСМ. Во иднина во општина Битола ќе се гради плански, квалитетно и честно ќе градиме доматински и така натаму. Руралната средина ќе изедначиме со градските средини, со помош на централната власт ќе обезбедиме чист воздух. Ова се ветувањата од СДСМ ги одштампав, бидејќи ви реков, предпоставував дека ќе дојде до прашање за автопатот.
Тие па ќе речат ВМРО ДПМН не беа на власт оваа 12 години, зошто не го Па направија добре, и они се автопатот? 6-та година на власт, ако земеме така. Вообичаено така ви реплицираат, нели? 6-та година се на власт. Освен отворањето на автопатот Миладиновци Штип, завршен проект. Освен трубачите во тунелот Смоквица Демиркапија, дали видовте вие нешто? Дури и нивниот председател на комисија, мислам дека им беше за транспорт и врски, го ја исправи онаа рута на автопатот Кичево-Охрид, која што толку беше нели искривена. И на крајот ја исправија. И кога ја исправија, односно признаа дека немало грешка, што се случува со низе? Дали се работи таму нешто? Дали е направено? Каде се тие патишта кои што ги ветуваа? Каде е автопатот што го потпишуваа меморандум што требаше да оди кон границата меѓу Скопје и границата на Косово? Апсолутно ништо не се гради. Каде е железничката пруга која што требаше да ја поврзе Македонија со Бугарија? Каде е пругата што требаше да доаѓа до Битола? Нови возови се ветуваа. Каде е до патот на кај Меджитлија? Каде е возот на кај Меджитлија? На кај Меджитлија возот го нели ја направија пругата. И видите, нема сообраќај. И автопатот беше направен 3 години не го пуштаа. Зборам за Миладиновци Штип. Да, сега кај Жабени направија неколку парцели од двојот, таа индустријска зона стана како државна индустријска зона. Тоа е многу интересно прашање. Видете, тоа е многу интересно прашање тоа со Жабени. Јас колку што се сеќавам, многу настапи имаше тука во Битола и многу пресконференции имаше. Актуелниот, мислам дека е директор на Рекот, на Рек Битола, Ќурчиевски, така беше? Да. Кој што велеше дека земјиштето на Жабени не е погодно, дека е ворлесто, дека треба многу да се тампонира, дека таму ништо нема да никне. Како сега, дел од таа парцела се одзема, се дава на државата, за повторно да се прави некаква развојна зона, но овој пат не да биде на Битолска, туку да ја води државата. И при тоа, што ќе ни е нас нова развојна зона, ако во овие 6 години нема ни еден инвеститор влезено, напротив, се врши притисок врз оние постојните да си одат. Но тука имало интерес сега за тие парцели заради железничката линија. Google, Oracle, кој ќе доаѓа? Американска компанија. Да, едно од овие. Видете, не е за смеење работава. Не е за смеење работава. Работава е за кој ќе ги контролира парите. И наместо кон децентрализација, оваа власт на големо и јава кон централизација што повеќе и повеќе. Ме е интересирано прашање, логично ли беше да се поддржат општините од страна на централната власт со пари за да се санираат долговите, затоа што тие рекоа дека кога СДСМ дојде во Битола наследи огромен долг од претходната власт, па нели тука помогнаа, меѓутоа таа помош од една страна беше за оние општини кои имаа големи долгови, но имаше и општини кои во тие месеци или во тој период на владење на СДСМ или во првите години си го отплатија. Па беа доведени на Александар во Охрид, да речеме, се уште не може да излезе Охрид од долгови. Или долговите на Тута Арифи. Јас колку што знам, беа помогнати со 50% од долговите платено од државни пари. И тие пари, знаете ли како се дојде до тие пари? Тоа беа пари префрлени од оние што беа наменети за капитални инвестиции. Она што сега се прави, дали заборавивме на парите што требаше од ТАФ да бидат земени за оној неизграден аеродром кај Штип, така, кој што со тие пари треба повторно да се плаќаат проекти на општините. Да. И тоа во изборна година. Многу да, но Петровска вака вели токму нови обвинувања од страна на опозицијата во Битола. Вели постојано ме обвинуваат дека во изборна година промовирам проекти, меѓутоа имавме референдум, имавме председателски избори, имавме предвремени парламентарни избори, така вели ВМРО ДПМН секоја година Добро, јас ќе прочитам за Петровска, ќе прочитам само вака. Има неколку проекти кои што се многу важни. Дали нејзиното оправдување е во ред? Вели секоја година изборен процес, како јас да реализирам проекти, а да не бидам обвинета?
Тоа е незин проблем. Ако мисли дека е така, тогаш зашто да речеме се воведуваат во општините, се вработуваат партиски војници, да речеме, кога не би требало да има ниту вработување од кои ќе се закажат избори. Јас колку што се сеќавам, дури пред онаа техничка влада што беше, кога веќе се закажаа избори, во тој меѓу период беше поплава од партизација на јавната администрација, се живо и диво се полнеше од шуми до железници, до пропаднати фирми кои што едва и врзуваат крај со крај. Но Наташа Петровска 2017 година ветуваше гасификација по систем на Струмица. Еве и завршува мандатот, дали е нешто направено? Имаше готов проект за топлификација. Срамота е. Но тој не го одбија, рекла дека паралелно ќе го водат и гасификацијата и топлификацијата. Како втор град во Македонија, градот на конзулите, да не е поврзан автопатски со Скопје. Срамота е за Битола да се уште во зградите сечат дрва доле за да можат да ги носат и да се греат таму. Вие младите нема да ги задржите со тоа. Вие децата нема да ги задржите. За битолчани зборам. И јас сум во години веќе имам деца, јас знам што им се нивните потреби. Знаете дека базен ќе добиеме? Кога? Базенот е планиран и ветуван уште од претходно. Ланската година почна во февруари, 18 месеци. Тоа е изјавата на директорот на Агенцијата за млади и спорт, бидејќи тоа е нивни проект, нели општината имаше една шега, сега днес не би сакал да бидам дрзок, меѓутоа ако сте добри може и вода ќе ви пуштат во базенот, да. Секогаш за Битола нели се ветувале базени, стадиони, само аеродром никој не има ветено. Не ви треба. Оваа земја е поделена во неколку региони. Дали владата актуелна и претходната воделе сметка за тоа дека треба регионите да се развиваат рамномерно. Иако постои закон за сето тоа, Битола во споредба со другите региони заостанува. Концентрацијата е главно на Скопскиот, и политички и економски. И јас колку што го познавам ова ново законско решение за еднаков регионален развој. Да, добро, рамномерен, еднаков, подеднако да се развиваат регионите, да дојде до изедначување. Прво, за да дојде до изедначување, мора да има некаде развој. Кажете ми еден плански регион кој што е развиен или кој што е во развој. Дали било тоа во Тетово, кој што повторно плови во долгови, дали било Пелагонискиот, еве ги посочив неколку проекти. Требаше да има гасификација, јаветија нема. Требаше да има топлификација, значи тоа е нус производ на рек Битола, Новаци, Могила, Битола. Требаше да има пат. Без инфраструктура вие не може да имате било каков развој. Вие џабе правите нови тирзови и нови зони кога нема кој да ви дојде. Да, навелат го градиме стадионот и ја презедовме обврската што младите е останата од нема кој да оди ниту на базен, ке нема кој да игра на тој стадион, затоа што младите ке си отидат без вистински развој. Тоа е. И тука не треба да се гледа оваа критика како политичка и да наоѓаме оправдувања. Тоа е реалноста. Младите си заминуваат затоа што Наташа Петровска, мислам дека уште во првиот круг водеше со дупло разлика во 2017 година, ги излажа граѓаните. Да, имаше победа како ни еден градоначалник. Затоа се вели сега, што прави Наташа освен што стои на глава, бидејќи таа слика го заврте целото. Што прави Наташа, она е да речеме од иста партија, доаѓа генерални секретари, доаѓа тука премиери и министри, да речеме во таа индустријска зона Жабени. Јас колку што се сеќавам, кога Заев дојде во Битола, отиде у Кромберт и Шуберт баш во Жабени. Да. Па нели викаа дека не чини тоа таму и дека биле не знам како донесени. Фрлаат со дрве и камења по странските. Но затоа вели Наташа, јас го направив офицерски, а тие сакаат да го продадат. Добро, и економскиот бенефит од кој е од офицерскиот? Не, добро, само како проект го посочив. И ја ви кажувам друго, дека со офицерски и со такви проекти и со засадени 3 дрва и 2 клупи не се задржуваат, тоа не е економски развој. Бидејќи почнавме од развојот. Економскиот развој се прави со инфраструктура, со плански развој на
градот со гледање на способностите за да се има работни места, со подигнување на степенот на задоволување на потребите, меѓу кои е и здравствената заштита. Колку што знам, од ноември се дадени средства, мислам половина од изградба на онаа модуларна која што се уште не функционира, кој бране ова поред, ке заврши, како рековте, ке стекнеме имунитет на стадо, модуларната, тогаш ке го сечат лентата на оние коцки, поминав пред да дојдам во телевизијата, бев да го видам до каде. Да, рече Филипче дека до крајот, општината рече, до крајот на неделата ќе биде до крајот на епидемијата ќе биде готова. И значи повторно карикирам, меѓутоа така е. Велат имаме се уште капацитет во Битола, во болницата да се хоспитализира. Сериозни држави за 2 недели цели болници градеа. Од ноември до сега се поминати пола година, ако гледаме, 6 месец е фактички. Октомври кога беше донесена одлуката, претходно некаде јуни имаше таква иницијатива од власта, значи мора да биде тоа побрзо. Меѓутоа, комплетното внимание за заштита на граѓаните, комплетното внимание за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните не се води. Не се води. Да. Малку едно политичко прашање, ќе победите СДСМ во Битола? Ќе победат граѓаните. Добро, мислам, прашањето е сигурно граѓаните носат одлука врз основа на тоа кој што ќе понуди како програма. Или абсолютно сметате дека граѓаните гласаат за партија и за личност? Граѓаните знаат многу повеќе од колку што мислат политичарите. Јас сум релативно, би рекол, нов во... Битола знае да казнува. А Битола знае да казнува, Битола знае и да награди. Ако мене ме прашувате, политички одговор мој релевантен би бил дека во Битола не би требало да постои штаб на СДСМ после ТАТ. Знаеме до каде доведе ТАТ, до луѓе до самоубиства, до уништување на цели, пропаѓање на цели семејства, затоа што имоти се продава и цели заштити се ставаа во ТАТ. Ама и ти рекоа, заради тоа ја плативме тогаш цената, како што и вие велите, заради тоа ја плативме. Сега ќе ја платат цената затоа што граѓаните ги оставаат на цедило. Сликата за здравството комплетно во Македонија дојде од Битола и ја одбележа минатата година, кога човек, пациент, примаше инфузиска терапија, легна до 2 леша во болница. Ако е тоа грижа за граѓаните, ако е тоа грижа за битолчани, ако е тоа ќе ги вратиме 600.000 граѓани иселени од Македонија, а го знам битолскиот крај како гурбетли и луѓе, апсолутно мислам дека не заслужуваат казна. Заслужуваат да ги заборават комплетно. Да, тие сега ќе имаат внатре партиски избори? Не, немаат избори. Први демократски избори кај што ќе се гласа. Нема да бидат демократски избори, затоа што нема да имаат избор. Имаат еден што е на листа, кој што си ги определи кој ќе бидат таму, кој што си го затвори целиот систем во СДСМ и ги истера сите оние квалитетни кадри кои што нема да му служат на мафијата која што е предводи и е во владата. Класично диктаторство. Зошто ги обвинувавте дека тие ви организираат конгрес во ВМРО-ДПМН? Молам? Зошто ги обвинувавте дека тие ви организирале предвремен конгрес? Вака, темата за предвремен конгрес не постои. Темата за предвремен конгрес очигледно сгасна. Тие ја измислија? Па очигледно сгасна, откако еден лик беше од никаде исчезна и од никаде се појави пред обвинителство во блузичка, шетајки и заврши онаму каде што заврши со на голема пресуда. Работата е многу по... Сум никаде не бегам, никогаш не сум имал намера да бегам. Да, а претходно го, околу изборите во СДСМ, Зоран Заев го остави Оливер Спасовски до вчерашната му десна рака, бидејќи Оливер Спасовски, колку што имам начуено, има добра структура во СДСМ и можеше да му се спротистави на Зоран Заев, го излизга да држи онакви возбудливи пресконференции во кои што се препотуваше, обвинуваше обвинителство, почна да фрла со дрве и камења по сите наоколу дека го нема Сашо Мијалков и одеднаш се појави. И сега се решени проблемите, нели, помеѓу Оливер Спасовски и јавното обвинителство. Не, напротив, тоа беше една внатре-партиска битка за чистење на теренот на Зоран Заев. Ги излизга сите кои што му представува опасност. Ја излизга Мила Царовска, ја го излизга Оливер Спасовски,
за го спомнав Кирацовски, Ременски, се излизгани, значи апсолутно секој што нешто му представуваше опасност дека ќе му го преземе престолот на таа мафијашка диктаторска структура, апсолутно беше изигран од Зоран Заев. И кога виде дека му подготвуваат интерпелација, побара сам. Гласање на доверба на владата. Одлично, сега нека ги викне сите да гласаат за законите. Имаат мнозинство? Мнозинство? Бидејќи вие тврдевте дека тие немаат мнозинство во собранието. Па каде е? Па сега, нели ние ги правиме обструкциите? Каде има мнозинството? Потегот на ЛДП, како го коментирате? Кој потек на ЛДП? Па тоа дека тие ќе настапуваат самостојно. Али ќе поддржуваат владата. Тоа е повторно внатрешната борба во СДСМ. Некоја одлука на ЛДП од ланската година. Зоран Заев им го ветува како дел од колачот од власта, задоволување на известни потреби за вработување и останати други ветувања кои што им ги дава на помалите коалициски партнери и нормално е дека кога доаѓаат избори, а го препознаваат губитникот, апсолутно дека помалите партии гледаат да се тргнат на страна, да не бидат идентификувани, да не го носи товарот на Филипче, на Зоран Заев, на Рашковски во Мексико, на Путерот и во Дубај и на останатите, да не го носи Милевски, да речем. И така го гледам јас си од тоа. Имав со Милевски еден разговор во кој што апсолутно му предочив на човекот како стојат работите и околу баш Планскиот регион го прашав најотворено како ќе се вратиш ти во Битола, што си направил за Битола? Ти дали си осудил било кој од градоначалниците за нивното однесување, бидејќи имаме и насилници, имаме и местенки на наградни игри, имаме се, немаме осуда од страна на Милевски за било кој од градоначалниците, затоа што се луѓе поставени од Зоран Заев. Знаете како, многу е тешко, дури можеби и потешко за тие однатре да се борат со диктатор како што е Зоран Заев. Да. СДСМ внатре партиски се попиша, сега трае пописот. Вие која ќе се попишувате? Кога ќе се попишуваме? Или не отварате врата? Вака сега. Многу интересно. Бидејќи велите од една страна, сега се обидуваат да избегат, вака сега. Полициски час од 22. Ги гледам како се однесуваат власта кога е во прашање пописот во кој што самите загазија многу длабоко и слушнав онаа изјава на Апостол, нели, кој што он самиот вели дека ја носи цела одговорност за одржување на пописот и многу интересно кој ќе одговара за пропаднат евентуално попис. Самиот вели дека нема доволно заинтересирани попишувачи кои што одат, нели, да се обучат како да се врши пописот. Тоа кажува една друга работа, дека не само граѓаните што се плашат во ек на ваква епидемија, ужасна епидемија, се врши една ваква најава за попис, туку и оние што треба да попишуваат се плашат бидејќи треба да поминат по не знам колку стотици, илјадници домови и да бидат во контакт со сите тие луѓе. И власта вели протокол има. Протокол може да има, вакцини 100, така беше? Вакцини нема, имунизација нема. Од тука и нашиот предлог за наесен. За наесен, втора половина на септември, до тогаш имунизација на население. Задолжителна имунизација на оние што ќе бидат попишувачи, што ќе одат по куќи и секако заради сето тоа одложување на еден месец на локалните избори за во ноември наместо во октомври. Инсистирате уште на предвремени парламентарни заедно со локалните? Видете, оваа власт е падната. Оваа власт се држи на диктаторското однесување на и уцени и закани на Зоран Заев за да може да го изгласаат со 62 гласа кои што другиот ден ги нема во собранието за носење на закони. Да. И на крајот на ова интервју, бидејќи времето ни помина, и да ве прашам кој ќе ви биде кандидат на локалните избори, нема да ми кажете, ќе кажете дека тоа е процес во кој ќе се одлучува. И апсолутно е процес. Значи, за разлика од... Само ми е прашањето дали размислувате за жена кандидат. Значи, во ВМРО ДПМН одамна нема такви разлики. Од Битола сега имате нели две жени пратенички во собранието. Апсолутно. Значи тоа е прифатливо.
жена кандидат за локалните избори. За вас не би било прифатливо? Не, го јас разбирам вас ве прашањето. прашав дали би одели со таа варијанта, него- или ќе кажувам дека од Битола во моментов имаме нели пратенички 3. Од СДСМ една, две од ВМРО ДПМН кои се жени, нели, тие представуваат Битола во законодавниот дом. Па видете, ја мислам дека И плюс ВМРО ДПМН градоначалничката е ни е на жена. ВМРО ДПМН е во овој парламентарен состав навистина се потпира многу врз, ако вие ги делите на машки и женски Не, и на не, не пратениците. дека ги делиме. Не, чисто при една таква родова поделба навистина има едни мокни лавици кои што го дрмаат собранието и тоа здраво го дрмаат собранието. Така што апсолутно јас не гледам зошто не би имало да некаква разлика дали ќе биде маж или жена, апсолутно траат тие внатрешни процеси за избор на кандидат, но кој да е, јас сум сигурен и убеден дека ќе достоинствено ќе застане пред битолчани, дека она што ќе го каже ќе биде напишано врз една длабока анализа на она што значи потреби, реални потреби и она каде што граѓаните сакаат да ја видат Битола во следните 4 години. Апсолутно е демократска е таа процедура при избор на кандидатот, но и треба да се одвестува на потребите и визиите на битолчани. И Подготвени сте за отворени листи? Тоа е нешто што се дебатира. Видите, сега ме прашувате за измени на изборниот законник, кој што е едно прашање кој што да речеме јас многу бурно, лично многу бурно реагирам, бидејќи сега се разговара за нешто за што е донесен закон во 2020 година, точно на 15 февруари. Меѓутоа, на гласањето за јавното обвинителство го покри тоа гласање претходно и тоа беше донесено со консензус на сите политички партии во собранието. И сега повторно се разговара за исто. Зошто? Затоа што Зоран Заев, диктаторот, рекол нема да идеме со отпечаток на прст, туку ќе идеме на диво за да се полнат кутиите. Така што докаде ќе резултираат тие разговори, еве не знам. Пред да дојдам во студијово не се слушнав со луѓето од работните групи. Жалам што не можам да ви пренесам најсвежа информација, но знам дека некој треба длабоко да одговара за непочитување на закон и неовозможување на Државната изборна комисија да спроведе законски избори, бидејќи така му дале на ДИК му дале закон во кој што треба да исполни определени норми како да се спроведат изборите, а ДИК нема финансии за тоа. Често кај нас се случуваат промените во 5 до 12. Да, како што беше промената на изборниот законник за рекламирањето, например, нели? Да, околу парите. Околу парите за медиумите, да, токму вака. Благодарам за гостувањето во... Ви благодарам, јас некако кратко ми се виде времето, веројатно дека прв пат сме вака требаше да прецизираме теми или можеби повторно кога ќе ме викнете. Во друга прилика ќе имаме... Во друга прилика, да, ќе земеме прецизна една тема и на која што ќе разглобиме до крај. Ви благодарам на поканата. Благодарам и вас, почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Вечер овде завршува директно, останете со Тера телевизија.